на истата постапка, да си го пронајдам часот, бидејќи мојот час е дигитален и ставен во соодветна папка, каде што ќе ги пронајдам сите материјали што сум ги работела за овој час. Еве, наставникот е онлайн, така? Ќе се отвори делот таму каде што треба јас да ви покажувам и да појаснувам одредени активности за овој час. Малку ќе почекаме додека се отвори. Може да се приклучите пак додека врти, ме слушате? Може да се приклучите за дискусија. Дали ви се допаѓаат ваквите начини на работа со вас? Дали ви се разјаснуваат часовите до сега што ги имаме изреализирано? Да. Што е ваша задача? Што е ваша задача сега да правите? Што е ваша задача? Да? И ги завршувате задолженијата. Точно на соодветно место таму каде што треба. Ајде, премногу споро е ова се. Интернетот малку се намали, ама ќе видиме сега. Ајде, уште еднаш од почеток. Еве, бараме тетратките да се појават, ако не ќе уклучам другото што ми е таму, па од таму ќе дискутираме, најдобро е тука да биде. Ама мора да почекаме. Еве го општество, еве го моето, еве мојата тетратка дигитална и сега јас ќе го зголемам вака ова, за да може да го гледате. И мислам дека може слободно да читате. Може да читате. Ајде некој нека ми каже дали го гледате мониторот од мене. Да. Да, се гледате? Да. Добро. Еве, денеска имаме онлайн час по општество за 5-то оделение. Денешната на тема личноста во групата и општеството. Кои се целите за овој час? Да се запознае за основните човекови права, а за тоа ние имаме и нешто дискутирано, потоа ќе ве праша, да се запознае со правата на детето, а очекуваните исходи се запознава со основните човекови права, се запознава со правата со врските на децата. Од десниот агол горе гледате домашна, да направи мапа за правата и должностите на децата. А знаете мапа како се прави. Правата на децата како човекови права, значи што? Секоја една личност во едно општество, во една заедница, во една држава треба да има своји права. А тоа се, кои се правата за секој еден човек? Да биде равноправен и еднаков со сите граѓани на една држава. Да нема разлики според боја на кожа, според род, дали е машко или женско, според религиска или етничка припадност, според јазикот кој го зборува, богатството, образованието и друго. Разликите не треба да бидат причина за да не се дружиме ние со различни деца и граѓани од различна верска припадност, етничка припадност, со различен јазик. Сето тоа што треба да го правиме е да може. Ај само за момент да проверам уште нешто. Дали ми се снима добро часот. Најде мораше ова да го направам. Се извинувам малку, ама мораше да проверам за да видам дали оди се во ред, затоа што ако не е во ред не можам да
го имам како доказ часот за работа. Еве сега ќе се вратиме пак и ќе одиме до оној дел каде што и застанавме. Значи, луѓето меѓу себе треба да бидат еднакви, равноправни, да не се навредуваат според верска, религиска припадност и, што е најважно, да се слободни, како и сите луѓе. А за да бидеш слободен, треба секогаш да ги почитуваш сите сите правила и закони што се донесени во една држава. Човековите права се универзални, припаѓаат на сите луѓе. Сега може некој да се вклучи, еве по избор кој сака, нека се вклучи Ива или Давид или Ненад или Стефанија или Александар или Мила, кои се општи човекови права. За да почнеме да одиме понатака, да го повториме она што го знаеме од претходно. Кој ќе се вклучи прв? Ајде ќе се надополнуваме. Ајде да слушнам кој е приклучен прв. Јас. Коментар. Ненад. Така? Јас така гледам. Ненад, ти ќе зборуваш? Ајде, Ненад. Или Давид, кој? Не слушам ништо. Не слушам ништо. Кој е уклучен? Јас наставничке. Ајде, зборувај, Јована, ако си ти, представи се. Правата на луѓето се за право на слобода, право на живот, право да не се малтретирани, право на слобода и сигурност. Секој има право на свој дом, на лекување, секој има право на лекување, право на брак, право на и други права. И сето тоа, сега јас се вклучувам, сето тоа е зацртано во Универзалната декларација за правата на луѓето. Сега одиме на следниот дел. Еве, сега ќе се вратиме тука. Универзална декларација за човекови права. Е донесена, знае ли некој прва, ајде да ве прашам, што е Организација на Обединети нации? Има ли некој што знае? Давид, Ненад, Гораст, што е ООН, скратено? Знае ли некој? Ќе се јави ли некој за збор? Нема. Добро. Тоа е меѓународна организација во која членуваат скоро повеќето земји од светот. За да се заштитат правата на луѓето, во 1948 година, за многу малку кратко време по завршувањето на Втората светска војна, по Париз на 10 декември Генералното собрание на Обединетите нации ја донесла Универзалната декларација за човекови права. Потоа, сите членки што се членки на Организацијата на Обединетите нации за човекови права ја прифатиле или ја усвоиле во сопствената држава. Сега, кои се универзалните човекови права? Право на живот, не го кажавме предходно, избирачко право, право на државјанство, слобода на вероисповед, мислење и изразување, право на заштита од невработеност, право на образование. Ова се сите права кои што треба да ги има секој еден човек во целиот свет или на планетата Земја, со друг збор што ви кажала. Сега, има ли нешто тука да се додаде? Да ве прашам, кој сака нешто, дали имам нешто пропуштено во оваа грост метода за реализација на овој дел од часот? Некој
Има да се јави за збор. Кој? Ненад. Ајде, Ненад. Има ли нешто што сум пропуштила? Да или не? Па, Ало, Ненад? добар ден, здраво. Добар ден, Ненад. Како си сега? Дали ти е добро пренесувањето на часот? Да. Да, добро. Ајде, има ли нешто што може уште да додадеме како облаче во овој грозд? Па, мислам дека мислам дека све ви е опфатено. Мислиш дека е се опфатено? Добро. Сега, одиме на главниот акцент што е за денешниот час, правата на децата. Правата на децата како човекови права. Постои разлика помеѓу Конвенцијата за правата на човекот и правата на децата како човекови права. Сега, често пати ние тоа и го имаме коментирано и го имаме кажувано на часовите, што претходно сме го дискутирале, но редно е и да повториме дека во 1979 година Комисијата за човекови права во склоп на Организацијата на Обединети нации формирале група која почнала да ја пишува Конвенцијата за правата на детето. Зошто имало причина да се направи ваква една конвенција за права на детето? Да знаете дека во минатото децата ги немале еднакво сите права на сите континенти, затоа што тие често пати биле злоупотребувани, работеле подолго време, не посетувале образование, немале дом, немале семејство и комисијата при Обединетите нации, што била формирана, почнала да ја пишува Конвенцијата за правата на детето. И е донесена на 20 ноември 1989 година. Од страна на Собранието на Обединетите нации. Значи, на 20 ноември, еве ова ќе го поместам, во 1989 година на Генералното собрание на Обединетите нации, државите кои членуваат во Обединетите нации ја усвоиле конвенцијата како меѓународен закон. Потоа секоја држава членка на Обединетите нации ја потпишува конвенцијата за правото на детето. Тука јас имам извлечено неколку членови за правата на децата од конвенцијата. Член 1 гласи: детето е секој човек кој не наполнил 18 години. Секој дете има право на семејство во кое може да има права. Секој дете има право да ги знае своите права. Но тука имам, еве, уште ќе се вратам, право на образование, право на живот, право на семејство, право на здравствено осигурување и право на слободен живот, право на еднаквост, право на почитување на јазикот на кој се зборува, исто како и општите човекови права. Сега многу важно е, бидејќи ние од претходните часови имаме учено дека Република Македонија станала самостојна држава во која година? Ајде да се потсетиме. Во која година Македонија станала самостојна држава? Кој ќе се јави прв и да ми каже? Кога беше тоа? Често пати го... 1991 година. Браво, Јана, 1991. Што се одржало тогаш во нашата држава? Референдум. Референдум. На референдумот и Македонија станала самостојна држава. Со тоа станала и членка на Организацијата на Обединети нации. И затоа во 1993 година Република Македонија ја подпишала или ја ратификувала Конвенцијата за правата на децата. Сега, кој ќе ми каже каква организација е УНИЦЕФ? Кој ќе ми каже? Сам нека се пријави тој што сака, да не именувам.
Што е УНИЦЕФ? Дали воопшто сте слушнале дека организација? Деца. За што се грижи таа организација? се грижи за децата. Знаете ли дека сега во моментот, во периодот на коронавирус, иницијативата за одржување на онлайн настава поттикна од Светската организација за заштита на правата на децата УНИЦЕФ? Го знаете ли тоа? Не сте го слушнале. Добро. Значи УНИЦЕФ се грижи за правата на децата во сите држави. УНИЦЕФ има своји канцеларии кои се грижат за правата на децата и може слободно да контактираат. Но во нашата држава имаме уште нешто друго кое што може да му помогне на некој дете кое се наоѓа во некоја незавидна состојба, има некаков проблем, дали во училиштето, дали во домот, дали во средината каде што живее. Како се викаше таа амбасада на деца? Ги пишувавме дури и броевите, каде треба да побараме помош. Детска амбасада Меѓаши. Детска амбасада Меѓаши. Кој беше бројот таму за пријавување во детската амбасада? Кој беше бројот? Знае ли некој да ми каже? 0800 стотини. Така? Да се подсетиме? Ајде. Ќе се подсетите, значи бројот мора да го знаеме. Значи мора да знаеме се што е во врска со нашите права, но да не заборавиме. Покрај правата, децата имаат и обврски. Обврските кои се? Ајде да видиме сега интерактивно. Ќе одиме со вклучување кој прв ќе се јави за збор, да видиме едно право, една обврска да каже. Ајде прв. Нака се представи тој што ќе се јави првиот и нака каже. Има ли кандидат? Редовно на училиште. Добро, Јана. Сега да му дадеме предност на друг. Ајде, следен. Редовно одење на училиште. Право на образование и редовно одење во училиште. Следен. Редовно пишување на домашно. Редовно пишување на домашни. Следен. Право на лекување. Ама сега зборуваме право на лекување. Одиме следен, обврска која е на детето. Има право на лекување, ама има обврска. Сега што треба да прави? Да се грижи за да се грижи за своето здравје, правилна исхрана, одржување на хигиена и ред друго. Следно, ајде. Право на семејство имаме. Секој дете има право на семејство и на топол дом, така би кажала јас. Така? Да, кој ќе се јави? Во семејство. Право на образование. Право на образование го кажавме тоа. Право на семејство сега. За семејството. Што треба децата да имаат? Ајде, какви права во домот, во семејството? Право на... Прво треба за да има едно семејство, треба да има да имаат Што? Родители. Да, децата да ги почитуваат. Што родителите? Што да треба да прават уште кон родителите? Да ги почитуваат нивните одлуки. Дали вие се согласувате дека децата секогаш треба да ги почитуваат одлуките на родителите или понекогаш треба да се почитува и барањето или одлуката, правото на детето да учествува во донесување на некакви одлуки. Кој ќе се јави сега за збор? Ајде, Гораст. Ајде, Гораст. Дали некогаш ти во твојот дом или во твоето семејство било испочитувано некое твое барање? Гораст, го чекам да ми се јави. Да? Каде најчесто, Гораст, тоа си го почувствувал дека и ти имаш право да донесуваш одлуки во твоето семејство? Каде? Во донесување на што?
На што? Не сум баш сигурна. Не си сигурен? Одлука некаква за да одиме на зимување, за шетање, за купување, нешто што треба да се направи за секое дете. Добро. Сега ќе продолжиме со коментари за УНИЦЕФ и за организацијата при Обединети нации, која се грижи за чување и заштита на напредокот на детскиот живот. Но сега, бидејќи деца има низ целиот свет, ќе ве прашам едно прашање. Ова е надвор, може би, од потребите некој што треба да ги знае, но сепак е од општо образование, секој ученик тоа треба да го знае. Дали сите деца во светот ги имаат истите права, би прашал, независно со донесувањето на Конвенцијата за заштита и на правата и обврските на детето. Кој ќе се јави за збор да направиме споредба? Има кандидат кој ќе зборува. Кој ќе зборува, ајде како на час. Давид го нема нигде да ми се пријави. И наставниче, јас мислам дека сите деца немаат истите. Добро. Ајде, Давид следен. Наставнички, јас мислам дека сите деца ги имаат истите права, но некои деца се немаат толку среќа и не ги доживуваат тие права. Аха, добро. Следен. Следен. Јас се согласувам со Давид. Се согласуваш и ти со Давид. Јас, Давид, се согласувам. Марко, тука ми е Марко. Марко. Би требало да е тука. Треба да е тука, видов дека е уклучен. Марко, се согласуваш дека децата треба да ги имаат сите права и каде ни целиот свет? Јас се согласувам. Да? Се согласувате. Виктор, го слушнав друг? Друг? Сега не можете да се договорите кој ќе биде прв за коментар. Добро. И што треба да знаеме? Секој треба да си ги знае своите прави и да ги почитува правата на другите. Значи, децата треба да си ги знаат своите права и да ги почитуваат правата на сите други. Одам на следната страна од мојава дигитална тетрадка. Имаме што имам направено јас како насока како да си изработите домашна задача. Кој ќе се јави? Мапа. Зошто треба да користиме мисловни мапи? Ние треба да користиме. Ајде, кој ќе се... Ние треба да користиме мисловни мапи за да си ги прошириме знањето. За да ги засврстиме нашите знаења. Како се научивме ние да правиме мисловни мапи? Само во тетрадка правиме или правиме и на друго место? Ние можеме да правиме мисловни мапи на страницата Google. Аха, значи може да правиме на повеќе страни, различни мапи, различни да изгледаат. Што е вашата домашна задача? Вашата домашна задача е што? Да направите мапа и да си ја научите оваа наставна содржина, затоа што ќе следува каков тест? Хартиен или електронски? Електронски. Електронски. И уште еден апел. Тестовите да ги работат самостојно учениците, а не да им помагаат родителите, затоа што веродостојноста на знаењето треба да биде соодветна на постигнатите знаења од претходно. Родителот повеќе нема потреба да се меша во најави, одјави, пријави на овој сајт. Не ја слушнав Јана Богоевска. Ме интересира дали е приклучена денес. Јана? Да. Здраво, кај си, Јана? Молчиш цело време, не си се приклучила. Или се приклучи од почеток, следеше? Да, од почеток следев. Дали ти е јасно сега како треба да се работи? Да. Да? Добро. Уште едно подсетување за тестот.
По математика, значи, кажав, јас 9 души го изработија, а другото ќе, ајде да се исклучам да не се снима тоа повеќе, ето така,